Здраво, дечки! Ова е новиот MG HS, автомобил кој што направи вистински бум во Македонија, но и на европски пазар. Сега, дали за овие пари, за 36.000 евра, колку што чини овој нов MG, со сите новитети, со сите подобрувања, со целиот овој нов дизајн, ги оправдува парите и треба го ставите во шортлист листата? Ајде да видиме! Искрено, новиот MG HS сега изгледа многу помодерно, многу поубаво, бар за мене. Изгледа полуксузно. Тоа е нешто не го очекувавме за MG и за HS, да изгледа многу полуксузно. Искрено, кога ќе го видиш вака од страна од било кој агол, изгледа како пандан на Jaguar, нешто така луксузно, нешто така ексклузивно. Изгледа многу попредставително сега и тоа е првиот момент кој што влегува во око. Друга работа што многу ми се допаѓа, што има сега многу поголема маска напред на целиот овој преден дел на предниот браник, новите фарови, изгледа стварно многу поинтересно. Доаѓа со стандардни 19-инчни бандажи кои што се стандардни за двете нивоа на опременост, има комфорт и лакшери како што е тука. На задниот дел изгледа исто така поелегантно со сите цветла, со задниот браник. Не ми се допаѓа тоа што тука имаме фейк отвори за издувот, може ли ги направат да се вистински, бидејќи самиот издув доаѓа буквално до нив. И не ми се допаѓа уште еден друг детал кој што тука странично кај предните врати, оваа линија која што изгледа убаво, но тука има еден отвор кој што би требало да биде како за камера, би требало да биде за сензор. Искрено не гледам дека работи како сензор. За камери има на други места поставеност и плюс не можеш ништо повеќе од ова да доплатиш освен други седишта, друга боја на седишта. Сега, овој премиум изглед надвор го има и внатре. Сега ќе ви го покажем и како сето тоа изгледа. За 36.000 евра, колку што чини овој лакшери пакет, ги добиваш овие кожни седишта, можеш да одбераш вакви црни или кремави седишта. Ми се допаѓаат овие конци тука кои што се како бакари, многу интересно и кул изгледат и тоа му дава, бар за мене, една по-премиум доза на чувство. Другото нешто што ме фасцинираше е самиот квалитет на изработка, бидејќи каде да допреш, дали тука напред, дали на долниот дел, скоро до доле се со меки квалитетни материјали. Дури и оваа пластика овде е интересна, не е цврста, мислам не е она груба пластика, туку убава мека пластика и сето тоа изгледа убаво. Дури кога возиш нема тропкање, нема чукање, нема ништо, се чувствуваш убаво баш онака како што изгледа. Сега, да направиме една разлика. Од комфорт и лакшери, што добиваш? Значи во сите пакети ги добиваш 12,3 инчни екрани тука напред пред возачот, што е стварно кул и можеш да читаш се што ти треба од информации, добро поставен екран, но мора да ви кажам дека во одредени моменти не е најбрзиот, респонзивен е, но не е најбрзиот. Друга работа што мора да ви ја кажам дека добро се подесени сите менија, можеш да се прилагодиш онака како што тебе ти одговара, но ако сакаш да го менуваш дизајнот тука пред возачот, мора да влезеш во мени, па да прилагодиш за тука да ти се постави. Тоа не има баш најпаметно направено, инаку имаш опција да го врзаш телефонот со Apple CarPlay и Android Auto, ама тоа можеш да го направиш преку USB. Долу имаме два USB порта, двата се USB Type A, 12 волтен приклучок, исто така тука ни нуди MG. Тука се поставени и двете остави за шишење, што не ми се допаѓа, бејќи кога ќе се постави шише, малку се затвара овој дел тука од вентилацијата, но исто така и копчињата, физичките копчиња кои што се оставени конкретно за клима уредот и home buttonот. Тоа е добро што има тука копчиње за клима уредот, бејќи на брз и едноставен начин дојдеш до тие информации, до тие работи кои што ти се потребни да вклучиш. Ми се допаѓа овој дел тука кој што е оставен, е пијано пластика, истото го има и доле кај менјачот, но изгледа убаво. Внимавајте со содржувањето, бидејќи лесно ќе се гребе. Сега, тука имаш и бежичен полнач, бидејќи во лакшери пакетот го добиваш бежичниот полнач, паркинг сензори напред и позади, 360 степени на камера исто така, грејење на двете предни седишта и, како што кажав, можеш да се одбираш помеѓу различните кожи. Тоа е една работа. Тука е поставен менувачот на овој дел, кој што изгледа искрено практичен е, може би изгледа малку погрубо за разлика од некои други ривали, но е доста практичен. Можеш да си оставиш во полуавтоматски режим и да можеш да си менуваш, но само тука на менувачот, нема кај воланот лопатки. И има еден наслон за раката кој што одоздолу нуди ситна остава и тоа е за предниот дел. Сега може да се префрлам
позади. Луѓе, огромен е. Не знам дали вака на камера можете да видите целата представа, да ма видите колку е голем, но стварно е огромен и особено тоа на задната клупа се чувствува многу, бидејќи многу поширок, многу е покомотен, многу е поудобен, мислам. Гледај, предно во седиште има автоматско повлекување напред и позади на секој влегување и излегување, нели easy entry. И гледај сега на вратано наназад колку простор за нозете имам, колку простор за главата имам, вака во ширина колку е просторен стварно, сега му се чувства дека е многу поудобен и покомфорен. Седиштава се стварно убави како тука позади, така и напред, особено напред ми се допаѓаат со тие потпори странично за возење, тоа ќе го кажам после. Доле ми се допаѓа што нема воопшто тунел, мала издигнатина, но таа не се не чувства, бидејќи кога седнеш на средниот дел, стварно може да се возат тројца патници, да седиштето е малку издигнато за разлика од другите две, но оне кој што ќе седи тука, сега ќе седи на пократки дистанци. Isofix куки кои што можеш лесно да ги најдеш, нормално наслон за раката со две остави за шишиња. Имаме тука доле и два USB порта, отвори од вентилацијата и нормално закачалки можеш да си поставиш, односно на закачалки нешто си поставиш тука горе. Истите материјали кои што ги има напред, ги има и тука позади. Тоа е голема предност, бидејќи обично се случува еден квалитет напред, друг квалитет тука позади. Сега кога кажувам веќе околу практичност, мора да ви кажам дека добивате во лакшери пакетот и електрично отварање и затварање на багажната врата, само го најдеме скопчево, и багажникот нуди 509 литри багажен капацитет, што стварно го прави еден од поголемите во својата категорија, бидејќи тука може да го споредиме со Ford Kuga, може да го споредиме со Kia Sportage, може да го споредиме па дури со Шкода, така да сериозна конкуренција, многу подобра цена, но голем багажен простор што е кул. Имаме ситни остави лево и десно, за жал ги нема моите омилени куки за качалки, сериозно MG, тоа ќе те направи уште попрактичен. Инаку под оваа даска имаме само сет за репарација. Тука кога станува збор за хибридот, бидејќи на одредени пазари веќе се појавува и плагин хибридната верзија, кај нас го очекуваме веројатно за кратко. Тука се искористени и се поставени батериите, но еве и во обичната верзија немаме нешто многу голем простор од оздола, но ми се допаѓа што оваа даска е речиси рамна со ивицата на браникот и тоа го леснува истоварањето и товарањето на багажот. И сега може да почнам да го возам новиот MG HS, кој што доаѓа со 1,5 турбо бензинец, нема хибрид, нема други компликации со нови системи, добри конски сили. Да, сите сакаме да има 2.0 со погон на 4 тркала, тука само со погон на предните тркала, но ајде да видиме како тоа вози. Сега, пред да почнам да го возам, направи сабскрип на каналот, бидејќи стварно ми значи твојата подршка и колку повеќе нема, толку повеќе вакви возила можам да ти прикажам, можеш да видиш повеќе интересни тестови и нормално си направиш споредба за да си го лесниш купувањето на нов автомобил. И да, можеш да ми пишеш се што сакаш, да ми пишеш што сакаш да видиш и јас да се потрудам тоа да го има на нашиот канал. Затоа направи сабскрип бидејќи ми значи твојата подршка. Ај сега да го возиме. Мене ми е апсолутно јасно дека кога станува збор за автомобил од оваков габарит, првата критика секој пат на вас е, леле, нема погон на 4 тркала и нема мотор 2.0. Да, до некаде ви е оправдана, да разбирам, но искрено на оваа генерација на технологии, каде што имаме толку многу системи како и тука, за излегување од било каков терен, зборам сега, кај што 90% од времето, 95% од времето, купувачите на вакви автомобили ќе ги возат овие модели. Тоа значи дека можеби ќе отидете на планинарење, ќе отидете на скијање, ќе отидете некаде на излет и ќе се соочиш со одредена ситуација кај што имаш повеќе потреба од перформанси или погонот на 4x4. Тука овие системи го заменуваат тој начин на функционирање, не идеално, но сосема доволно за во тие моменти да искочиш онака како што треба и да немаш никакви проблеми. И затоа мислам дека дополнителна тежина на возилото, дополнителна зголемена потрошувачка и дополнително поголема цена на возилото, мислам дека не ви е потребна, зашто за еднаш, можеби два пати годината да се соочиш со таква ситуација. Океј,
Тоа е моje мислење, вие ќе си кажете што мислите на таа тема, но она што е битно кај MG HS дека 1.5 турбо бензинец и произведува 174 конски сили, имаме 7 степен автоматски dual clutch менувач и се перформанси кои што на хартија се стварно многу импресионирачки. Сега 174 конски сили стварно мислиш дека ќе те катапултира, он има моќност, има перформанси, но не очекувате да биде ова стварно спортски автомобил и не очекувате дека многу лесно и брзо ќе достигнувате огромни брзини. Иако стварно кога ќе притиснеш на педалата за газ, знае да биде доста брз во достигнување на тие поголеми брзини, ќе ти изненади, но она што го приметувам во тој момент е менувачот. Dual clutch и очекуваш да е многу побрз, 7 степен менувач, он е фантастичен, добар и не ги чувстваш брзините кога менува, нема клацкање, се чувствува на звук, бидејќи прави еден голем као голема пауза, прави од брзина во брзина, се слуша па продолжи пак. Тоа е мојот начин на брчење. Но ме сваѓате што сакам да кажам со менувањето, бидејќи има една пауза која што прави менувачот и тука можеби е таа лоша мапа која што има MG HS во моментот за да се чувстваш дека нема доволно конски сили како што пишува. Иако ги има на хартија и ги има на тркала тие перформанси. Но MG HS има една друга задача која што стварно добро ја работи, а тоа е дека за малку пари треба да се чувстваш како да возиш одлично премиум возило. И всушност така и треба. Значи кога ќе седнеш во возилото, оние кои што не се замараат многу за автомобили, кои што не знаат премногу за перформанси, не знаат премногу за технологии, не знаат премногу за самиот автомобилски свет, туку сакаат да имаат еден добар автомобил кој што добро ќе изгледа, добро ќе функционира, тоа е MG HS. Значи, изгледа стварно добро, надвор, внатре, се чувстваш убаво секој пат кога се возиш, меќе на нашиве скопски и македонски патишта е доста мек и удобен, тоа не секој конкурент го нуди до ваков степен. Тивок е нешто што е многу битно за автомобил, да е тивок внатре и управува сосема солидно. Тоа значи дека да, очекува минимално клатење. Очекува дека кочницата во урбаните средини ќе ти треба малку време да навикнеш, бидејќи знае некој пат да биде поагресивна од она што го очекуваш. Тоа е само мала навика. Но во глобала, сосема солидно возило, за кое што ќе го користиш секојдневно и треба да ти, кога ќе искочиш од него, да изгледа убаво. Кога ќе те видат од страна луѓето, страна си кажат, човекот вози добар џип, стварно добар џип. Сега, би споменал неколку работи околу безбедносните системи, иако во пакет, во стандардниот, во комфортот, во основното ниво, ги добиваш сите безбедносни системи, како читање на радари, како задржување во лента, како автоматско кочење, како предупредување за мртов агол, како дали во моментот си со вниманието на другата страна преку овој сензор тука. Тоа е супер. Ама не очекувате ова да функционира како што, не знам, некој пат ги фалам Kia, ева конкретно Kia Sportage. Да го пуштиш воланот и тој да те држи долг временски период. Или не знам, Lynk & Co неодамна што го објави. Додуша тоа е доста по-премиум автомобил. Ќе те коригира, ќе те поправи, можеби ќе те донесе скроз до сообраќајната лента за да те врати назад и не очекува дека тоа долго ќе трае, но дека функционира. Сега, нешто што имам критика, што овој сензор тука, минимално да се трнам на страна, веднаш реагира, ти треба пауза. Некој пат искрено знае тоа да ми изнервира, ќе се кажам, добро бе човек, ама 2 секунди само се свртев на страна, не е ништо страшно. Но, од друга страна, па и брзо прекинува, бидејќи во првиот момент што ќе го вратиш погледот на страна, веднаш се исклучува и не е така нападен. Тоа треба да го знаете за безбедносните системи кои што ги нуди, се добри, ги имате, 13 се вкупно, но еве да знаете чисто како тие функционираат и која е разликата кога ќе кажам дека некаде функционира подобро за разлика од некое друго место. Инаку потрошувачката му се движи
во моментов околу 9 литри, урбаните средини се околу 9 литри, додека на автопат и комбинирано се спушта околу 8, па знае некој пат и 7,5. Со тоа што, за да дојдам до таа бројка, морав малку повеќе да го разработам моторот, мислам да го разработам, да пројдам повеќе километри, веќе ова е Пентазе, тек сега му направив 700 километри, што значи дека приметувам како повеќе се разработува, така и моторот посмирено работи, односно помала потрошувачка нуди, и очекувајте некоја потрошувачка во град, мислам дека не е што под 9 или 9 литри, ако возите внимателно. Ако сакаш малку повеќе да го стапнеш на газ, во тој случај очекувај 10. Една работа само мора да кажам, дека кај стариот MG ми се допаѓаше еден момент повеќе, а тоа е дека тој HS имаше повеќе карактер отколку сега. Ова е многу подобар во секој поглед. Изолација, комфорт, практичност, опрема, па и цена ако ставиме на сето тоа. Како изгледа, апсолутно е многу подобар во секој поглед, но некако ми го нема карактерот. Нема сега некоја особина на возилово за кој што ќе се врзам јас еве како потежок автомобилист да кажам. Оние нормални возачи мора да направам вака груба поделба, бидејќи оние нормални возачи кои што пак ќе кажам не се замараат толку многу за автомобилите, ќе им биде ова стварно одлично возило и тие треба го стават во топ 3. За нас, посериозните автомобилисти, има посериозна конкуренција која што може да треба да видиме па да одлучиме за буџетот што најмногу ни одговара. Ова е новиот MG HS, направи subscribe, веќе ми значи твојата подршка и нормално се гледаме веќе наредна година со многу повеќе видеа. Чао!